Ова законска измена се донесе со претходните лоши практики, појавата на клиентелизам помеѓу локалните власти и електронските медиуми, и неговата цел ја поздравувам, но примената, имплементацијата на истиот и недореченоста доведува до конфузија и недоразбирање. Сакам да ви посочам и вам дека, иако споменатите министри се запознаени, зборот информирање, например, го има во Законот за локална самоуправа и се споменува 16 пати, директно за во јавноста станува збор, а и таму се наведува дека се насочува дека статутите на општините треба да бидат наведено начинот како тоа да го правите, како тоа општините да го прават, како например го земам за општина Струмица, таму го има веќе 60 пати. И сега го спомнавте, нели, за начин на информирање преку медиуми, соопштенија и така натаму. Како да е, сакам да ви посочам неколку работи со овој член. Прво мора да сложите дека местото не му е во Законот за АВМУ и агенцијата не е регулаторно тело на локалните самоуправи, јавните предпријатија и сите споменати во членот, туку агенцијата ги регулира правата, регулира медиумите во државата. Второ, во истиот член, во истиот закон, законодавецот нема предвидена казнена одредба доколку овој член е прекршен од законот, ниту пак кој ќе ја сноси одговорноста за непочитување на членот. Трето, трговските, ова е можеби најважно, трговските радиодифузни друштва не се јавни радиодифузни сервиси и ние немаме обврска да ги информираме граѓаните за вашите активности и активностите на останатите јавни предпријатија. Сите информирања после донесување на законот ги правиме исклучиво со добра волја и практика заради општествена одговорност пред се. Четврто, вие сепак имате обврска со Законот за локална самоуправа и со статутите на општините да информирате јавности и начинот кој ќе го правите тоа, ова не е наш проблем, не е работа на медиумите, ова е ваш проблем, што вие требате да најдете начин. Само за ваша информација, според истражувањата на институциите, 27% од населението се информира во државата, се информира преку интернет, дури 98% преку електронските медиуми, и заклучок е дека информација добиена од интернет порталите, доколку не се потврди на електронскиот медиум, јавноста не ја смета за потполно веродостојна. Овој процент е на државно ниво, меѓутоа во руралните населби е далеку понисок од интернет, интернет корисници се далеку помалку во руралните отколку во урбаните населби. Пето, во сите европски држави се предвидени начини, правилници и средства за информирање на граѓаните во урбаните и руралните населби. Шесто, овој член од законот е апсолутно дискриминаторски затоа што забраната се однесува исклучиво на приватните радиодифузери. Сакам да ја поздравам иницијативата на ЗЕЛС, таа беше до пред некој ден, ми се чини, за промена на овој член од законот и соодветствува на препораките на министерот Манчевски. Тој посочи дека иницијативите морат да дојдат од самите локални самоуправи. Овде пред вас сум прво да ве поттикнам да почнеме или дебата за начинот за соработка со цел за промена на ова законско решение, кое воопшто не е во интерес на граѓаните, имплементација на законот без последици ниту на заедниците, ниту на медиумите, и да ве поддржам доколку има иницијатива со цел транспарентност на локалните заедници и информираност на граѓаните, доколку имате начин како тоа да се премине. И ако имате некој предлог, овде сум да ви одговорам, и ако имате некој начин да најдеме начин. Едниот од предлозите беше преку Центарот за Југоисточен плански регион да биде решено, затоа што ова го земам како пример Југоисточен плански регион, меѓутоа можеше да биде преку сите плански региони, да биде како решение. Овде сум тука ако или да дебатирам или да донесете вие решение. Според мене е сериозна работа, затоа што ние како општествено одговорни компании сакаме да ги информираме граѓаните, меѓутоа не смееме да се ставиме со овој член, не смееме да се ставиме во функција на локалните самоуправи.